Граѓаните незадоволни од комуналните услуги покажува истражувањето на Организацијата на потрошувачи. Констатацијата тие ја темелат на големиот број претставки што стигнале до нив, а се однесуваат на граѓанско незадоволство од снабдување со струја, вода, грејење или друг вид комунална услуга. Нигде немате многу задоволни граѓани, значи негдека се на пола задоволни. Од јавното осветлување имавме доста големо задоволство, некој 50%, меѓутоа во урбаните средини. Во понеурбани средини нема такво задоволство. Секако дека граѓаните не се ни охрабрени да се жалат. Значи нити се задоволни потоа од жалбите, туку имаат проблеми кои понатаму не може да се платат, а не секој знае дека може да даде изјава за застареност да не ја прифати. Слично дека голем број граѓани се доведени во ситуација да бараат и скапи кредити за отплатата на овие сметки, значи процентуално во потрошувачката кошничка трошокот за комунални услуги изнесува 1/3 од вкупните трошоци. Годинава статистика потрошувачката кошница ја присмета на 32.000 динари, од кои само за комунали одат околу 10.000. Сепак е тоа голем дел од нашата потрошувачка кошница и сметам дека ние стварно треба како граѓани да бидеме позадоволни и многу позадоволни од услугите кои што ни се нудат. Давателите на комунални услуги да усвојат кодекс за фер однос кон корисниците и да воспостават систем за решавање приговори и поплаки се само некои од сугестиите на Организацијата на потрошувачи за подобрување на оваа сфера. Организацијата предлага и донесување нов закон за заштита на потрошувачите, во кој прецизно ќе се дефинираат јавните услуги, изготвување стратегии за заштита на потрошувачите со посебен осврт на јавните услуги, како и воспоставување посебна заштита на ранливите категории потрошувачи.